Вице-премиерот Бујар Османи игра топло-ладно со датумот за преговори со Европската Унија. Минатата недела тој рече дека поважен ќе бил текот на процесот отколку исходот. Денес пак вели ќе се преврти секое камче земјава да добие датум за отпочнување на преговорите во текот на оваа година. Османи е оптимист дека Европскиот совет ќе даде зелено светло во јуни, но сепак не ја отфрла можноста. Наместо во јуни, тоа да се случи до крајот на 2019-та. Не може да се најде забелешка за работата на Република Северна Македонија по однос на исполнувањето на критериумите. Се обидуваме да им објасниме дека интересот за започнување на овој процес е многу поголем. И штетата е многу поголема отколку не се започне, отколку се започне, дури и во случај на внатрешните дилеми и стравови кои што ги има во земјите членки. Така да јас сум оптимист и ве убедувам дека нема да оставиме непревртен камен и камче за да обезбедиме оваа држава да почне преговори оваа година. И последните изјави на високи европски функционери укажуваат дека земјава речиси сигурно ќе извиси во јуни. Минатата недела евроамбасадорот Самуел Жбогар рече дека нема никаква гаранција за датум за почеток на преговорите следниот месец, а истата порака во Брисел ја слушна и лично премиерот Заев. Францускиот председател Макрон и германската канцеларка Меркел му порачаа дека земјите од Западен Балкан нема зошто да се надеваат на брз влез во Европската Унија, бидејќи ќе мораат прво да ги средат внатрешните проблеми. И председателот на Европската комисија Јункер веќе јасно порача, оти проширување на Унијата е можно дури по 2025 година. Дека земјава нема да добие датум за преговори потврди еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој рече дека Македонија ќе влезе во подготвителна фаза, односно дека ќе добие препорака, а не конкретен датум. Студен туш испрати и високата представничка на ЕУ Федерика Могерини, која рече дека оптимизам постои, но не и гаранции за датумот.